Задно се останува уште еден изборен процес и време е да ги архивираме резултатите, но претходно да видиме како помина овие локални избори. Одиме веднаш на графика да видиме како поминаа партиите по двата изборни круга. Од она што може да се види, ВМРО-ДПМН освои 55 градоначалници, коалицијата вреди, зад себе има 9 мандати за градоначалник, 6 одат за социјалдемократите, 4 се за ДУИ и по еден мандат има Максим Димитриевски во име на партијата Знам, Унијата на Роми преку Курто Дудуш во општина Шуто Оризари и еден независен кандидат стана градоначалник, тоа е Менди Ќура, кој што ќе ја води Струга во наредните 4 години. На следниот телоп можеме практично да ги видиме сите општини во кои што партиите ги освоја мандатите во овој изборен процес и она што веќе може да се види дека ВМРО-ДПМН покрај Скопје ги освои општините Аеродром, Берово, Битола, Босилово, Брвеница, Бутел, Валандово, Василево, Вевчани, Велезвиница, Газибаба, Гевгелија, Ѓорче Петров, Градско, Дебарца, Делчево, Демир Капија, Демир Хисар, Дојран, Зелениково, Илинден, Јегуновце, Кавадарци, Карбинци, Карпош, Киселавода, Кичево, Конче, Кочани, Кратово, Крушево, Лозово, Македонски Брод, Могила, Неготино, Новаци, Новосело, Охрид, Петровец, Пехчево, Прилеп, Пробишти, Прадови, Шранковце, Ресен, Росоман, Свети Николе, Сопиште, Старо Нагоричане, Струмица, Чешиново, Облешево, Чучер, Сандево и заедно со Штип, тоа се вкупно 55 општини зад ВМРО-ДПМН. Социјалдемократите на овие избори добија градоначалници во Богданци, Зрновци, Крива Паланка, Кривогаштани, Македонска Каменица и со победата на Горан Герасимовски во Центар, тоа е вкупно 6 мандати за социјалдемократите по вториот изборен круг. Вреди на овие избори има 9 освоени мандати за градоначалник, а тоа се во Арачиново, Боговиње, Дебар, Долнени, Желино, Сарај, Теарце и она што им е веројатно најважно, Тетово и Чаир. ДУИ на овие избори имаат рекордно најмал број на освоени градоначалнички мандати, само 4 и тоа во Липково, Пласница, Студеничани и Чашка. Знам Максим Димитриевски во Куманово, во Шуто Оризари Курто Дудуш во име на Унија на Ромите и независниот кандидат кој што го освои мандатот во општина Струга. Она што треба да се нагласи овде е дека ВМРО-ДПМН со едно прецизно водење на кампањата, што ќе го видиме и подолу во анализата, успеа да превземе, ајде така да кажеме, туѓи бастиони, односно општини кои што во претходните изборни процеси традиционално им припаѓале на социјалдемократите, пред се тука мислам на општина Струмица, но и општина Карпош, која што ВМРО-ДПМН ја немаше под своја власт. Она што веројатно и најмногу му се допаѓа на лидерот на партијата Мицковски, тоа се победите пред се во Кичево и во Брвеница, но и победите во општините во Малешевијата и оние на југот од Македонија, кои што во претходниот мандат ги раководеше Социјалдемократскиот сојуз. На следниот телоп ќе видиме како биле распоредени градоначалничките мандати во изборните процеси годиниве наназад, поточно од почетокот на овој век, и она што многу лесно може да се забележи е дека ВМРО-ДПМН на некој начин доминира на локалните избори. СДСМ во поновата историја има само 2 победи на локалните избори и само една со новата територијална организација, тоа е онаа победа во 2017-та, кога освоја 57 градоначалнички мандати. Во сите останати изборни процеси ВМРО-ДПМН на некој начин доминира, како што може да се забележи, овие 55 не се најдобриот резултат кој што го постигнал ВМРО-ДПМН, меѓутоа е практично еден од подобрите, додека овие 6 мандати кои што СДСМ ги освои нови избори не се најмалку, имајќи предвид дека во 2013-та по изборите добија простор да раководат само со 4 општини. Она што е веројатно круна на сите локални избори во Македонија, тоа е градот Скопје и тоа го гледаме на следниот телоп. ВМРО-ДПМН однесе победа, односно Орце Ѓоргиевски, кандидатот на владеачката партија, однесе победа на овие избори. Тој успеа да освои нешто повеќе од 34.000 гласа пред Амар Мециновиќ, 95.572 гласа за името на Орце Ѓоргиевски и некаде околу, односно 61.475 гласа на овие избори отидоа за Амар Мециновиќ. Ајде да видиме како тоа изгледа распределено по општини. Оваа детална анализа зборува многу пред сезона што
го кажав на почетокот, а тоа е она умешност во микроменаџирање на кампањата од страна на ВМРО ДПМН, односно да распределува ресурси онаму каде што е тоа неопходно за сметка на некои општини кои што ги смета за сигурни, и тоа многу добро се гледа и во Скопје, но и во некои останати општини за кои што ќе зборуваме подолу во ова анализа. Например, општина Аеродром е општината каде што ВМРО ДПМН, односно нејзиниот кандидат Дејан Митевски, имаше најголема предност во вториот круг меѓу сите општини, некаде над 8.500 гласа, а може да забележите дека Орце Ѓорѓиевски меѓу двата изборни круга во општина Аеродром загубил нешто помалку од 500 гласа, значи во првиот круг имал повеќе гласови отколку во вториот круг. Слична е ситуацијата и со Бутел, каде што не се избираше градоначалник. Предпоставувам дека ВМРО ДПМН немаше насочено ресурси во вториот изборен круг во кампањата во ова општина, и токму веројатно и затоа нешто под 1000 гласа Орце Ѓорѓиевски има помалку во вториот отколку во првиот круг. Ситуацијата е уште поизразена во општина Газибова, пред се затоа што има повеќе гласачи, но и таму ВМРО ДПМН ја однесе победата во првиот круг. Газибова важи за бастион на оваа политичка партија, а може да се забележи дека Орце Ѓорѓиевски има некаде нешто под 1700 гласа помалку во вториот изборен круг. И кога сме кај менаџирањето, забележете ја оваа предност која што Орце Ѓорѓиевски ја добива во Карпош и во Центар, каде што СДСМ има традиционално поголемо гласачко тело, меѓутоа во овие општини пред се во Карпош ВМРО ДПМН вложи многу ресурси во кампањата во вториот изборен круг, и може да се забележи дека Карпош е една од општините каде што доминираат етнички македонци и каде што Орце Ѓорѓиевски го зголемил своето конто меѓу двата изборни круга. Во текот на целиот изборен ден се зборуваше за ниската излезност во општините каде што живеат етнички албанци, во Сарај и во Чаир, но и со таква ниска излезност се забележува дека меѓу двата изборни круга Орце Ѓорѓиевски во општина Сарај добил 2800 гласа повеќе од првиот круг и 2700 гласа повеќе во општина Чаир, што би можело да води кон некој заклучок дека колку толку коалицијата на ВМРО ДПМН од албанскиот етнички блок дала свој влог во оваа победа на Орце Ѓорѓиевски. Забележувате општина Шуто Оризари повеќе од 2600 гласа разлика меѓу двата изборни круга во корист на Орце Ѓорѓиевски. Кога сме кај Амар Мециновиќ, тој практично го зголеми своето конто во сите општини. Најголемата разлика ја направи во општина Центар. Тука е исто така и општина Аеродром, двете се некаде околу 5000-6000 гласи, и во општина Карпошка, која што практично е општината каде што имаше сериозна борба и на ниво на градоначалници, но тоа е општина каде што Стефчо Јакимовски со години владее, а позната е соработката помеѓу неговата партија и партијата Левица, и затоа општина Карпош донесе најголема разлика меѓу двата круга за Амар Мециновиќ. Амар Мециновиќ од првиот до вториот круг своето конто го зголеми за 30.810 гласови. Орце Ѓорѓиевски на своето конто додаде нешто помалку од 4000 гласа меѓу двата круга. Од каде дојдоа гласовите за Амар Мециновиќ, зборува оваа табела, поточно последната колона, тоа се гласовите кои што социјалдемократите ги има во првиот изборен круг. Нивниот кандидат за градоначалник Каја Шукова ги имаше овие резултати по општини, и може да се забележи дека горе-долу практично и тоа се бројките кои што Амар Мециновиќ ги доби во вториот изборен круг. Тие го дополнија неговото конто, ако социјалдемократите имаа нешто под 27.000 гласа во првиот изборен круг, Амар Мециновиќ има некаде над 30.000 гласа повеќе во вториот изборен круг, кога тука ќе се додадат гласовите кои што ги освои кандидатот на Стефчо Јакимовски, заедно со уште некој глас веројатно од независните. Се разбира доколку така би можеле да се бројат гласовите, тогаш би можело да се дојде и до некој заклучок дека Амар Мециновиќ успеа да го зголеми своето конто благодарение на тоа што успеа да ги обедини практично сите гласови на опозицијата, или ајде да речеме барем поголемиот дел од нив.
Наследниот телоп ќе видиме она што го зборувавме за тој микроменеджмент кој што го правеше ВМРО-ДПМН во овој изборен процес. Во општина Кичево ВМРО-ДПМН однесе историска победа. За прв пат етнички македонец е градоначалник во оваа општина по новата територијална организација. Сменете Фатмир Дехари. Александар Јовановски со нешто повеќе од 14.000 гласа ги доби изборите во првиот изборен круг. Избега некаде нешто помалку од 2000 гласа во однос на Фатмир Дехари. Ајде сега да видиме каде отидоа гласовите. Ке ве замолам да ми го вратите уште еднаш телопот за Кичево, за да видиме каде отидоа гласовите. И веднаш се забележува дека во првиот изборен круг ВМРО-ДПМН имаше 11.600 гласа. Своето конто го зголеми новиот градоначалник Јовановски за некаде околу 2500 гласа. Дуи имаше 5586 гласа, за над 6600 гласа го зголеми контото на Фатмир Дехари. Од каде дојдоа овие гласови, ако се има предвид дека тука имаше еден пул од 8000 гласа кој што беше слободен, коалицијата Вреди во првиот круг имаше над 4000 гласа, значи некаде ако може да се распределат така гласовите, дел од нив, дел од овие независни, за некаде околу 2500 гласа го зголемија контото на Александар Јовановски, со што тој стана градоначалник. Една пресметка покажува дека во Кичево меѓу двата изборни круга има 1000 гласа повеќе, не може да се тврди, меѓутоа се претпоставува дека барем еден дел од нив доаѓаат со оние така наречени контингенти кои што со авиони се носеа во пресред на вториот изборен круг, меѓутоа тоа се само претпоставки, не може да се тврди со сигурност дека тоа и навистина се случило. На следната графика ја гледаме состојбата во општина Брвеница. Во општина Брвеница имаше прилично беше тензично во пресред на вториот изборен круг. Тензично од аспект на тоа што уште пред вториот круг кандидатот кој што овде беше од коалицијата Вреди, станува збор за Хаким Рамадани, повикуваше на етничко гласање, меѓутоа, како што кажав, прецизното менаџирање на кампањата од страна на владеачката ВМРО-ДПМН му донесе победа на нивниот кандидат, кој што и претходно ја вршеше функцијата градоначалник во оваа општина, иако тој меѓу двата изборни круга на своето конто додаде само 986 нови гласови. За разлика од него, кандидатот на Вреди имаше 2200 гласа повеќе, ако се има предвид дека социјалдемократите имале некаде 481 глас во првиот круг, под предпоставка дека сите гласале за кандидатот на ВМРО-ДПМН, тој успел да најде 500 нови гласови, а кога ќе се направи целиот овој пул, искача дека некаде околу 1500 нови гласови дошле во општина Брвеница меѓу двата изборни круга. Истите предпоставки може да се кажат и овде, дека веројатно тие биле носени како дел од диаспората која што живеела во Брвеница. Меѓутоа, како што реков, тоа се само предпоставки, за ова официјално не може да се добие потврда. Карпош е следната општина, одиме на следниот телоп, уште една победа за ВМРО-ДПМН во општина која што традиционално ја немаат под своја контрола. Стефчо Акимовски нешто над 12.000 гласа, нешто над 13.500 гласа за Сотир Лукровски. Интересна состојба, и двата кандидати меѓу двата изборни круга своето конто го зголемија за нешто над 3500 гласа, 3300 за Сотир Лукровски, 3600 за кандидатот на Гром Стефчо Јакимовски. Од каде дојдоа овие гласови во Карпош е тешко да се каже, меѓутоа ако се има предвид дека левица има некоја соработка со Стефчо Јакимовски и овие гласови би ги префрлиле таму, тогаш прашањето е дали од пулот на независните или пак од оној на Социјалдемократскиот сојуз ВМРО-ДПМН успеа да ги привлече гласовите и да однесе победа за Сотир Лукровски во општина Карпош. Во пресред на изборниот процес разговарав со повеќе функционери од оваа партија и тие прилично јасно кажаа дека нивниот фокус на овие избори, поточно во вториот круг, ќе бидат токму овие три општини: Кичево, Брвеница и Карпош, и тие на некој начин и ги добија.
Што, како што веќе реков, најголемата разлика на овие избори ја направи градоначалникот актуелен и сега веќе и нов градоначалник на општина Аеродром, кој што победи со 8400 гласа разлика. Интересно беше што дури 8 општини на овие избори има разлика меѓу двата кандидати помалку од 100 гласа, дури 5 од нив имаа помалку од 50 гласа разлика. Најмалата разлика беше во општина Зрновци, каде што СДСМ успеа да добие мандат со само 12 гласа предност. Слична беше ситуацијата и во Крушево. Социјалдемократите го загубија Крушево, ВМРО ДПМН е доби градоначалник со само 19 гласа предност. Тоа е она што се однесува до резултатите на овие избори. Излезноста беше очекувано намалена, меѓутоа тоа како што доаѓаат годините, веројатно ќе имаме се помала и помала излезност. Она што беше на некој начин изненадување беше прилично ниската излезност во главниот град, која што беше некаде по околу 35%, што е исклучително ниско за метрополата и веројатно и тоа е причината што Орце Георгиевски не надмина 100.000 гласа на изборите за градоначалник. Меѓутоа, ако се има предвид дека на изборите во 2021-та во вториот круг имаше некаде околу 50.000 гласа важечки повеќе во самиот изборен базен, тогаш и јасно е зошто се овие резултати вакви.